Половина од работниците во државата кои во изминатиот период се испратени на колективен одмор ќе се вратат на работа. Петиот сет, иако задоцнет, засега ќе ги стабилизира работните места на над 5000 работници. Економските мерки ќе амортизираат штетата, но само во финансиски стабилните компании, кои во изминатите 2-3 месеци ударот од кризата го ублажуваа со собствени резерви, сметаат од Организацијата на работодавачи. Но оние компании кои не се финансиски стабилни, кои имаат кредити, долгови и други неплатени обврски, најверојатно нема да се одлучат за оваа помош и ќе останат напуштени работниците, затоа што мора да знаеме дека финанска помош е, да речеме, најмалку 14.500, но компаниите мора да ги платат даноците и придонесите, и ако има други обврски, тогаш веќе состојбата е станува покритична. Ако локдаунот во Германија, која е и најголем стратешки партнер на домашните извозно ориентирани компании, продолжи во наредниот период, подитно треба да се размислува и за донесување на 6-ти пакет на мерки, со што ќе се обезбеди плата за април и мај, алармираат и експертите и работодавачите. Ја знаеме дека сега во петиот пакет единствено се вклучени само февруари и март, меѓутоа во тој момент кога тие мерки биле носени, едноставно проекциите биле дека нели кризата ќе престане на некој начин или нема да биде во толков интензитет во вториот и во третиот квартал од 2021 година, меѓутоа како што кажавте, сведоци сме дека еве месец април, а сигурно и месец мај ќе бидат проблематични, особено во текстилната индустрија, да не ја заборавиме угостителскиот сектор, останатите услужни дејности. Компаниите ќе може да аплицираат до крајот на месецот, а еден од условите е да немат намалување на бројот на работници. Од бројот на работодавачи кои ќе конкурираат за мерките, ќе се знае колку и од компаниите понатаму ќе продолжат со работа. Според експертите, едно загубено место во текстилната индустрија голема е веројатноста да повлече дополнителни 2 работни места во услужниот сектор, со што штетите би биле огромни.